Користувам правото за процедурална дискусија, иако по точката не смеете да давате председателя да се расправат и ќе си гласат советниците за или против. И тоа тргнавме веќе на процедурална. Овде не станува збор за летниче за никаква волја, овде станува збор за законски можности да се исплаќаат пари. Јас не можам да му вратам предлогот на ниеден советник, немам такво право, да му вратам правото на еден советник да си предлага точка на дневен ред. Вие можете и да си гласате и оставам на ваша волја и на едната, и на другата, и на третата советничка група да си гласат дали точката ќе биде ставена на дневен ред или нема да биде ставена на дневен ред. Јас само ќе ви го прогнозирам епилогот на крајот како ќе заврши сета ова работа. Тоа е, можете сценарио 1 да ставите точка на дневен ред, дури да изгласате дека треба да е, на крајот ние тоа нема да го спроведиме, заради тоа што нема законска основа. Толку е целата работа. Не стане избор за волја. Значи не стане избор за волја. А на вас си оставам како ќе одлучите да си гласате. Дали да се стави точка на дневен ред, која што ето ќе му помогнам на советникот дека гласи предлог одлука за измени, имате во точка 3, исто така формулирајте за измени од програмата А0 да се префрлат на која програма, извините советник? Нема. Нема на која буџетска програма ќе ги префрлиме овие средства или вие викате од програмата А0 да се исплатат за донација на девојчето Цара Месец. Тоа е, значи, за да ви помогнам да реформулирате точката на дневен ред, за да понатака можете да гласате. Меѓутоа, ви кажав сценариото и да ставите точката на дневен ред и да изгласате одлуката дека се пренасочуваат средствата од А0 за исплата на донациите, нема да помине. Немам право да подпишем тако видео. Тоа е. Не е волја. Преминуваме со гласање. Преминуваме со гласање за измените и допълнувањата на дневниот ред. Ставам на гласање првиот предлог за повторување на